Добре дојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој ваш гостин е градоначалникот на општина Неготино, господинот Ванчо Апостолов. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Господине Апостолов, кога станува збор за општина Неготино, несомнено секоја емисија се зборува за водоснабдувањето, па еве и оваа ќе започнеме со темата која што беше рак рана за вашата општина. До каде е решавањето на овој проблем? Да, значи водоснабдувањето и проектите кои ги реализираме поврзани со водоснабдувањето секогаш се најактуелни за општина Неготино, бидејќи знаеме дека општина Неготино 3 децении назад имаше повеќе часовна редукција на вода и затоа ние најмногу се ангажираме околу решавање на проблемот со водоснабдувањето. Тековно имплементираме повеќе проекти. Значи, најнапред започнавме со регулација на притисокот, со имплементација на еден проект хидролична регулација на притисокот во општина Неготино. Значи, од меѓу 2,5 и 4,5 бари веќе е регулиран притисокот во општина Неготино. Тоа доаѓа до намалување на бројот на дефектите, бидејќи до тогаш при нерегулиран притисок имаше на места каде што доаѓаше 10 и 12 бари притисокот и со тоа доаѓаше до еден висок напон и пукање на цевоводот на се почесто на повеќе локации во самиот цевовод во Неготино и мислам дека со тоа завршивме голема работа, отстранивме голем број на дефекти и веќе сега за сега имаме 24 часовно водоснабдување, но ние тука не застануваме бидејќи во тек е реализација на проектот за комплетна реконструкција на водоводната мрежа во град Неготино на повеќе улици во должина од 8 километри и со тоа веќе завршивме 6 улици, главниот цевовод е сменет на 6 улици, треба уште само приклучоците да се поврзат, но крајниот рок на реализација е 9 месечен, некаде таму планираме доколку има можности пред рокот да се заврши, некаде до јуни месец, до пред да дојдат оние жешки летни месеци јули и август, каде што потрошувачката на вода е најголема и сметам дека со реализација на тој проект и со уште други два проекти, значи замена на сите водомери, односно поставување на водомери во секое домаќинство во општина Неготино, бидејќи има многу диви приклучоци, сметам дека треба ниедно домаќинство, ниеден правен субјект да не оди на плаќање на паушал, бидејќи треба да си плати секој онолку колку ќе потроши вода, затоа што водата во Неготино е со најниска цена за разлика од останатите општини во Република Македонија. А каков е квалитетот? Еве сега сме во период кога имавме информации минатите недели дека имаше проблем со водоснабдителниот систем Лукар, тука сте општина Кавадарци, Неготино, сите со еден ист проблем. Квалитетот е доста добар, бидејќи ние пиеме планинска изворска вода и затоа квалитетот на водата од Лукар е доста добар, но имаме одредени проблеми со заматување на водата при чести врнежи, значи при обилни врнежи на дожд, заматување се стварат уште на самиот водовод Лукар, значи уште на почетокот и затоа заедно со општина Кавадарци и општина Росоман, бидејќи сите три општини се напојуваме од водоводот во Лукар, сметаме дека со една поголема филтрација веќе започнавме да работиме на тоа поле за да добиеме филтрирана вода и во тој период кога има обилни врнежи кои траат и по неколку дена, како во периодот кој беше пред околу една недела и тогаш секогаш преку медиумите има препорака до граѓаните да ја превриваат водата, да не доаѓа до користење, односно употреба за питката вода која е доаѓа од водоводот Лукар до самите домаќинства. Но мислам дека со реализација на тој проект ќе го надминеме тоа, а ние како општина Неготино имавме проблеми не со количините на вода кои доаѓаат од Лукар, бидејќи тие се доволни количини, туку со губитоци на вода во самиот систем, во самата водоводна мрежа. И затоа
Сега сме концентрирани најмногу на тоа да ја намалиме и потрошувачката на вода кај дивите приклучоци, бидејќи знаеме дека водата која се троши, а не се плаќа, се троши секогаш повеќе и затоа треба да ја рационализираме со тоа што ќе поставиме водомери во секој едно домаќинство и сега баш со екипите на Комуналец од Неготино работиме на поставување на водомери во село Криволак, веќе сме при крај, село Темјаник целото е поминато, значи сега да се поставени водомери, доколку има некои исклучоци, тие треба да бидат пријавени, доколку не се пријави, тоа е казниво и треба екипите да започнат во градот Неготино, бидејќи констатирано е дека има околу 720 диви приклучоци и тие исти треба да се отстранат. Еве еден апел до граѓаните, до жителите на град Неготино, навремено да ги пријават кај екипите на Комуналец за подоцна да не се соочуваат со одредени санкции, бидејќи знаеме дека секаде треба да има поставено водомери. И јас сум за да има доволно количини за сите домаќинства и за сите правни лица, баш тогаш кога е најпотребна водата, бидејќи вода за полевање на дворни површини и останати земјоделски култури користиме од технолошката вода таму каде што има систем, значи на голем дел, не 100%, но на голем дел е покриена со мрежа од паралелниот систем. Таа вода е доста поевтина, каде што сметам дека таа вода треба да биде користена за наводнување на дворните површини во текот на жешките летни месеци и апелирам уште еднаш до сите граѓани на општина Неготино да ги пријават доколку имаат паралелен приклучок каде што нема поставено водомер, веднаш екипите на комуналното предпријатие ќе излезат на терен и ќе го отстранат, односно ќе го затворат тој див приклучок или би поставиле водомер. А доколку самите не го пријават, секогаш треба да се соочат со одредени санкции кои комуналното предпријатие пропишано со закон ја доведува во нормална состојба, самата состојба околу водомер поставување или водоснабдувањето во цел град Неготино и цел општина Неготино. За да го заокружиме проблемот со водата, само уште едно прашање околу изградбата на двата резервоари. Значи, сметаме дека има потреба за изградба на уште еден поголем резервоар. Досега имаше од 150 метри кубни за висока зона во Неготино. Сега со проектот од Светска банка, со кредитната линија, каде што под многу поволни услови треба да изградиме уште еден резервоар од 500 метри кубни, веќе истиот е започнат, површината е покриена со тампон, каде што е поставен во село Темјаник, а оној помалиот од 150 метри кубни, кој досега се користи за висока зона во Неготино, истиот ќе биде пренасочен за село Темјаник. Тој ќе биде само за село Темјаник и мислам дека ќе ги задоволи потребите за напојување на висока, односно за акумулација на вода за висока зона во Неготино, а додека во село Пепелиште веќе во тек е изградба на еден резервоар од 200 метри кубни, каде што од бунарскиот систем во Пепелиште водата со потисен цевковод треба да стигне до резервоарот, кој се наоѓа на една највисока точка во село Пепелиште и од таму по пат на гравитација водата доаѓа до секое семејство и нема да ни се случува како досега први да имаат вода од нискиот дел, од подножјето на Пепелиште, каде што често пати водата и не се мереше досега, не беа поставени водомери во сите домаќинства, ја искористува за полевање на дворни површини, фолии и останати земјоделски култури, но мислам дека сега ќе го регулираме водоснабдувањето со изградба на овој потисен цевковод и со новиот резервоар за вода кој беше проблем број 1, круцијален проблем за село Пепелиште и во наредниот период ќе ги надминеме проблемите со водоснабдување, бидејќи сега во моментот се работи на терен на имплементација токму на овој проект.
Господине Апостолов, за една локална самоуправа многу значајни се проектите кои што се реализираат се однесуваат на патната инфраструктура. Кога станува збор за овој сегмент, општина Неготино може да се пофали со неколку проекти кои што во овој момент се реализираат. Нешто повеќе околу изградбата или трите улици во селото Тимјаник. Да. Општина Неготино аплицира до сите владини, невладини донатори, каде што нормално можеме да извлечеме што е можно поголема сума средства за изградба на патна и комунална инфраструктура, и затоа на ИПАРТ програмата подесовме 3 апликации, каде што сметам дека се од доста стратешко значење. Ние поднесовме за трите улици во село Тимјаник, во должина од 1 километар, кои се од огромно значење за ова населено место, бидејќи жителите на Тимјаник нема асфалтен пат, односно има обичен колски пат до самите гробишта и до самите ниви, до лозовите површини, и тоа во должина од преку 500 метри, и мислам дека со тоа ќе ги задоволиме потребите на сите граѓани, не само на жители на село Тимјаник, туку и од Неготино и од околните места кои имаат лозови наседи, тоа огромни, баш на тој потек. Инаку изградба правиме на 3 улици, каде што едната е во една уличка од 200, во должина од 230 метри, другата во должина од 260 метри, и сметам дека со тоа ќе дадеме големо значење на патната инфраструктура во самото село Тимјаник, што не значи дека тука ќе застанеме. Имаме уште многу улици да ги доасфалтираме, да ги тампонираме, да ги бетонираме таму каде што е потесно, каде што не може да влези машина за асфалт, и во следниот период ќе работиме на тоа, но мислам дека покрај тоа што тој проект чини околу 10 милиони денари, голема работа завршивме со тоа што ги добивме проектите за патна инфраструктура на потегот од Горни Дисан до Веше, каде што по 3 проекти, едниот на ИПАРТ, како што реков, асфалтираме 800 метри, додека останатите 2 се на проектот за меѓугранична соработка на ИПА програмата преку Светска банка со Република Грција на општина Алмопија, каде што ќе асфалтираме 400 метри, веќе проектот е во тек на имплементација, и третиот, каде што ќе асфалтираме 650 метри, исто така на најтешките делови, на најтешко проводните делови на место викано Шошан, место викано Ливадиште, каде што често пати при неповолни временски услови жителите од село Веше и сите оние кои имаат лозови површини на тој потека, има доста од цела општина Неготино, околу 5000 хектари има лозови наседи, каде што сметам дека со асфалтирање на тој патен правец и со уште 200 метри до асфалтирање, односно поврзување на сите овие проекти, некаде повеќе од половина од патот за Горни Дисан до Веше ќе биде асфалтиран, и тоа цело ќе го завршиме до некаде крајот на април месец. Веќе ќе отпочнеме градежната сезона, односно асфалтните бази веќе се отворени, и сметам дека до крајот на април месец некаде 2 километри и 200 метри ќе бидат асфалтирани. Со тоа и со асфалтирање на патниот правец од Калањево до Бела Вода, кој чини некаде околу 15 милиони денари, и со дотампонирање на дел од патниот правец од Калањево до Бела Вода, сметам дека таа една викенд туристичка населба Калањево ќе и дадеме многу поголеми можности, бидејќи таму е развиен ловниот туризам и туризмот, има доста викендици, многу жители од нашата општина имаат викендици на тој потек, и ќе го олесниме патувањето до тоа место и при неповолни временски услови. Значи, паралелно со инфраструктурата работите и на подобрување на условите за рурален туризам, но сепак докаде се работите за
патниот правец од Неготино до Криволак. Ова е нешто што чинам дека последно започнавте да го реализирате. Кога треба да заврши, како е планот? Да, значи рокот за изведба е исто така, крајниот рок е до јуни месец и изведувачот веќе започна со работите на терен и имаше мал застој во текот на зимскиот период, како што реков, асфалтните бази не функционираат во тој период и сега треба за краток период да се отпочне со асфалтирање и крајниот рок, како што реков, е јуни месец, треба да биде 100% завршен, асфалтиран 3 километра од петлето кај Пепелиште, значи од мостот кај Пепелиште па до центарот на самото населено место Криволак треба да има ширина од 5,5 метри на асфалтот, за разлика од сегашниот кој е доста тесен, кој е доста руиниран и има ширина од некаде 3 метри и 20 сантиметри и со останати дополнителни работи на тој патен правец до крајот на јуни месец мора да биде комплетно завршен тој патен правец. Неготино е една од ретките општини која според својата големина има 3 индустријски зони. Во едната индустријска зона веќе се работи, значи почната е изградбата на капацитети. На самиот чин на отпочнување беше најавено дека има заинтересирани странски компании за влез тука. За 33 хектари се зголемува индустријската зона. Значи, првата индустријска зона, КП-1000, е продадена во 2015 година, сите 17 парцели на површина од 25 хектари. Ние како општина во текот на минатата недела ги издадовме и последните градежни дозволи, значи тоа беа уште 2 градежни дозволи, каде што изведувачот веќе прави припреми и во текот на април месец, во разговор со инвеститорот, значи, треба да се започнат работите на терен на изградба на патна и комунална инфраструктура и нормално да изградба на неколку стопанско индустријски капацитети, каде што уште од сега најави самиот изведувач дека веќе има договор со неколку странски компании за изградба на тие стопански капацитети и сметам дека во таа индустријска зона многу граѓани, не само на Неготино, туку и малку пошироко на регионот, ќе си го најдат своето вработување, но ние тука не застанавме, отпочнавме постапка за оформување на одма уште една донеа индустријска зона, значи на површина од 33 хектари, ги дели само еден пат од некои си 5-6 метри, каде што до самиот мост кај Црвени брегови ќе биде оформена таа индустријска зона. Пренамената е завршена, сега е во тек парцелизација на земјишто, на повеќе парцели, во зависност од тоа каква потреба има бизнис секторот, некои се помали од неколку декари па до неколку хектари. Значи, има доста голем интерес пројавено, впрочем и во тој контекст и започнавме со оформување на таа индустријска зона и сметам дека некаде таму летниот, есенскиот период ќе биде даден и јавниот повик и ќе биде продадена и индустријската зона, таа е КО Криволак, каде што мислам дека со тоа ќе задоволиме големи потреби на бизнис секторот не само во нашиот регион, туку малку пошироко, бидејќи е доста атрактивно геостратешката положба, се наоѓа во централниот дел на Република Македонија, во близина има регионален и автопат на само неколку метри, тука е и железничката пруга на неколку стотици метри и сметам дека нема да имаме проблем околу продажба на таа индустријска зона, додека третата индустријска зона при крај веќе со административната постапка, со подготовката на планската документација и веќе ја пративме во Министерство за транспорт и врски. Очекувам после преглед на и одобрување на самата документација да се врати со позитивен одговор и на Совет на општина Неготино. Таа е со една поголема површина, некаде околу 70 хектари. Веќе знаеме дека има интерес за Г2 лесна
и незагодувачка индустрија, впрочем како и претходните две кои ги спомнав, има интерес од потенцијален инвеститор, досега пријавено има, но мислам дека со завршување ќе ја дадеме на продажба. Точно дали тоа ќе биде пред избори или после избори, знаем дека за време на тој предизборен период не смееме да објавуваме, но исто ќе ја завршиме и ќе ја продадеме како општина Неготино. Со тоа ќе дадеме уште една голема можност каде што ќе има изградба на стопанско-индустријски капацитети и нормално вработување на поширок дел на невработени лица од самата општина Неготино, од Тиквешкиот регион, па и малку пошироко. Со тоа ќе се зголеми интересот на пазарот на трудот, каде што самиот квалитет ќе донесе еден повисок развој на општина Неготино, но и покачување на платите на самите работници. Нели знаеме дека квалитетот носи една малку поширока можност за повисока плата, каде што сега моментално вработените од Дрексел Мајер ќе можат да бираат дали да останат таму или да дојдат во останатите индустријски зони во општина Неготино, но и сите невработени малку пошироко од Неготинскиот регион, па и зошто да не од целиот Вардарски регион. Се уште Неготино е општина во регионов со најмал број на невработени. Точно е тоа дека е Неготино општина со најмал број на невработени. Знаеме дека Дрексел Мајер даде голем придонес за таа работа, но јас лично би сакал тие невработени да се вработат во индустријските зони во Неготино, но и да привлечиме да нема невработени во општина Неготино, но и да привлечиме голем дел од останатите општини да бидат вработени токму во овие три индустријски зони во општина Неготино. Господин Апостолов, за една локална самоуправа значајна е соработката со централната власт. Општина Неготино може да се пофали со таа соработка со владата, но и со Вардарскиот плански регион. Како резултат на таа соработка, заедно со општина Велес, добивте 300.000 евра кои што треба средства да се искористат во инфраструктура. Значи општина Неготино има одлична соработка со владата на Република Македонија, со сите владини министерства, значи Министерство за транспорт и врски, Министерство за животна средина, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерство за финансии, Министерство за локална самоуправа, каде што во континуитет заеднички ги работиме сите проекти, како што сега спомнавте пред малку, значи 300.000 евра добивме преку Вардарскиот плански регион и Бирото за регионален развој за урбана заедница 8, односно за една индустријска зона во населено место, во самиот град Неготино, и ние како општина Неготино добивме некаде околу 5 милиони денари, 5 милиони и 700 денари, каде што сметам дека ќе бидат доволни за урбанизација на УЗА 8, и со тоа направивме еден голем чекор. Во градот има една индустријска зона УЗА 8, каде што досега доста долг временски период помина без урбанизација на самата. Знаете, секогаш има недостаток на средства, но сметам дека овие ќе бидат доволни за да можеме таа инфраструктура да ја вградиме и да почнат да функционираат многу стопански објекти, каде што знаеме дека дел почнаа веќе да функционираат, но дел уште чекаат на изградба на самата инфраструктура, и мислам дека првиот чекор е веќе направен, следниот чекор е во месец април, каде што ќе ги задоволиме потребите на бизнис секторот во населено место во УЗА 8. Докаде се активностите за изградба на стамбено-деловен простор? Планирано беше во центарот на градот да се гради? Да, веќе минатата недела планската документација, урбанистичкиот план, измените на деталниот урбанистички план ги пративме во Министерство за транспорт и врски и сметам дека веќе е крајна фаза, сите забелешки се коригирани. Јас при разговор со раководителот на сектор
во Министерството за транспорт и връзки договоривме да во најкраток временски период ни одговорат позитивно, бидејќи е санирано, значи комплетно до една сите забелешки за тој детален урбанистички план и мислам дека во текот на наредната недела ќе ни бидат доставени, позитивно одговорени, каде што треба на седница на Совет само да бидат позитивно одобрени, изгласани и со тоа да почнеме да го објавиме огласот за изградба на еден велелепен деловно стамбен комплекс во самиот центар на Неготино и да ја снема веќе таа руина од партизан салата која веќе повеќе од 25 години, можеби 30, стои во самиот центар на градот и со тоа ќе ја подобриме инфраструктурата во однос на деловно стамбениот простор и тоа ќе го краси Неготино, а веднаш подолу до градското пазариште ќе изградиме еден паркинг простор каде што сметам дека иако бројот на возила е доста голем во град Неготино, значи од 2008-2009 година па нааму, мислам дека неколку пати, 3-4 па и повеќе пати е зголемен бројот на возила. Знаеме со овие владини поволности, веќе секое домаќинство има прилика да вози поевтини возила од кои се увезуваат од странство. Се ствара голема гужва во сообраќајот во град Неготино, но со изградба на тој паркинг простор и со воведување на зонско паркирање кое ни е планирано во текот на следниот период да ставиме еден ред во сообраќајот во општина Неготино. Мислам дека со изградба на тој паркинг простор ќе дадеме еден голем допринос за регулација на сообраќајот во општина Неготино. Господине Апостолов, кога ќе се спомне Неготино и Квешкиот регион, првата асоциација се лозовите насади, виното и ракијата, меѓутоа неколку години уназад нели се зборува за оној вински туризам за развивање. До каде е општина Неготино, 6 парцели веќе се вакво речи го издадени, продадени. Има ли интерес за градење на вински куќи? Да. Значи пред известно време, пред околу месец дена, беше еден инвеститор од Скопје кој веќе има купено парцела за винарија и истиот планира сега во текот на пролетниот период да почне со изградба на една мини винарија, каде што тоа би бил еден угостителско сместувачки комплекс и како што и самите кажавте, 6 се веќе продадени, има најави за изградба, но ние вкупно имаме уште 17 парцели кои не се продадени. За дел од нив има доста голем интерес, оние каде што веќе инфраструктурата е, односно патната инфраструктура е до самата винарија и веќе планираме на следниот оглас да ги објавиме тие уште 6 винарии, 6 парцели за изградба на винарии, бидејќи почетната цена е само 1 евро. Наша цел е да се изградат што е можно повеќе винарии, да дадеме голем прилог во однос на винскиот туризам, но наша цел е винскиот туризам да го поврзиме и со руралниот туризам. Затоа го градиме овој пат од Неготино спрема Тимјаник, од Тимјаник до Дисан, а од Дисан па до село Веше, бидејќи има таму големи површини лозови насади, како што спомнав, над 5000 хектари, со цел да жителите од тој дел не го носат грозјето во Неготино, туку тоа грозје е доста квалитетно. Знаеме дека Дисанијата и Веше се на поголема надморска височина, има доста квалитетен род и да се изградат таму неколку угостителско-туристички комплекси, каде што ќе има и неколку винарии кои ќе бидат во состав на тие угостителски туристички комплекси и мислам дека со изградба на патна инфраструктура ќе дадеме една голема можност да интересот се зголеми и некаде за една половина час да може
со возило да се стигне до село Веше, а не како досега, при неповолни услови, при врнежина, дожд, снег, е тешко да се помине во тој дел, дури се очуваат со потешкоти, жителите не можат грозјето навреме да го донесат во винариите во Неготино. Вака кога би имали и таму неколку винари, тоа ќе придонесе за самиот квалитет на грозјето да биде навремено донесен, нормално, и да се створи една поголема конкурентност кај винариите и наплатата да оде полесно. И покрај тоа што владата на Република Македонија даде голем прилог со тоа што донесе закон за плаќање на земјоделските култури, закон за плаќање на грозјето, кој сега е до април месец, но вице-премиерот Ставрески најави скратување на тој рок за од 6 на 3 месеци, крајниот рок да биде до месец јануари, значи навремено да си го наплатат грозјето, бидејќи им се потребни средства на лозарите за пролетниот период, кога се најголемите трошкови околу резидба, околу ѓубрење, потоа и препарати за прскање на самите лозови наседи, да можат навремено да ги добијат своите пари и да можат да отпочнат со реализација за наредната сезона, и тоа го стеснува обрачот околу винариите кои досега можеа да манипулираат, односно кога немаше закон, лозовите, односно грозјето не беше платено и по неколку години, тоа го знаеме, но сега таа можност им се скратува и мислам дека земјоделецот сега си ги добива навреме своите пари, она што го заработил и го одработил. Како тоа што го заработил, така еве и навремено ги добива и субвенциите. Знаеме дека оваа година не се чекаше да дојде Свети Трифун 14 февруари, туку уште во текот на 2015 година си ги добија луѓето парите од субвенции за да можат да ги прават припремите за следната сезона. Еден од проектите на централната власт кој што чинам дека подеднакво интересен во сите општини е проектот Купи куќа за млади. Имаше јавен повик од Министерството за транспорт и врски секоја општина да достави дури план каде би сакала да има простор на кој што ќе може да се гради, а да добиете изготвен. Значи веднаш пристапивме кон реализација на тој проект и веднаш доставивме барање до Катастарот на Република Македонија да ни ги достави сите слободни парцели на државно земјиште, каде што има можност да бидат изградени куќи. Значи знаеме дека владата и премиерот кажа дека треба да се изградат на еден потек околу најмалку 100 улици, за да може и патната и комуналната инфраструктура да биде субвенционирана од владата на Република Македонија. Тоа се едни доста големи поволности покрај можностите што се нудат за кредитната линија, каде што најголем дел субвенционира владата, каде што секое младо семејство до 35 години може и има прилика да изгради куќа на еден подолг временски период под едни доста олеснителни околности. Затоа ние утврдивме дека во Неготино има место само за изградба на 50 куќи на еден потек на една улица, и тоа го побаравме од владата на Република Македонија, од министерот за транспорт и врски, да се направат одредени отстапки за општина Неготино, бидејќи тоа се специфични околности за разлика од многу други општини во Република Македонија. И министерот и премиерот ни кажа дека тоа ќе го сторат за општина Неготино, дека ќе ги направат тие одредени отстапки, бидејќи такви се околности, такви се можности, и ние пристапивме спрема таа работа, и сега треба да се изготви деталниот урбанистички план и да може во догледен временски период да ги објавиме тие 50 парцели, каде што почетната цена ќе биде 1 евро и граѓаните ќе имаат можност да аплицираат на тој проект. Во борбата со белата чума, општина Неготино започна покрај проектите од централната власт и самостојно, доделувате ваучери за секој новороденче, до сега 85 сте доделиле. Какви се бројките, за колку е зголемен наталитетот во општината? Значи, ве коригирам малку, 85 доделивме
последниот пат, значи тоа беше некаде во февруари месец, последните 85 ваучери, тоа беа за новороденчиња родени од септември месец до некаде Нова година. Општина Неготино ова мерка ја применува веќе повеќе од 2,5 години, значи од август месец 2013 година, по мој предлог, до Советот на општина Неготино редовно доделуваме 7.000 денари за секое новороденче и досега се доделени 585 ваучери по таа мерка и гледано од година во година родени се некаде 19% повеќе дечиња 2013 август месец 2014 споредбено со август 2014-2015 година, значи некаде 35 дечиња повеќе или 19%. Мислам дека тоа е една добра стимулација покрај владините мерки. Во тој контекст ние донесовме неколку такви локални мерки, каде што веќе доделуваме и за секое трето новородено дете дупла повеќе, место 7-14.000 денари. Тоа е една поголема стимулација, и ако не се тоа некои големи пари, но мислам дека се добар прилог во тие моменти кога се раѓа едно новороденче во секое семејство, и мислам дека на задоволство на граѓаните на општина Неготино, таа мерка ќе ја применуваме и во текот на следниот период, и покрај тоа што знаеме дека сега има доста големи можности, младите се веќе вработени во Дрекселмајер, во други стопански капацитети, во други фирми во општина Неготино, па и пошироко во Тиквешијата, и мислам дека наталитетот комплементарно со сите мерки, како со вработувањето, така и со овие локални и владините мерки, од година во година се повеќе расте. Ние донесуваме и други мерки со цел развој на наталитетот во општина Неготино, и мислам дека така ќе продолжиме во текот на следниот период. Легализацијата на дивоградбите е проект кој што се реализира веќе неколку години наназад. Колку досега имате легализирано дивоизградени објекти и дали оној проблем кој што го имаат сите општини со недонесување на елаборат или непотполна апликација е и кај вас? Значи, од самиот почеток, од пријавувањето, тоа е од 2011 година, до сега има пријавено вкупно околу 2000 граѓани, значи 2070 граѓани, има доставено барање за легализација на дивоградбите. Знаеме дека владата на Република Македонија ова го овозможи за да стави еден пресек и да после оваа легализација се што е изградено биде легално изградено. Како општина Неготино досега имаме легализирано околу 1200 дивоградби, и покрај тоа што владата на Република Македонија знаеме дека направи уште една мала отстапка за сите кои заборавиле да ги пријават до 2011 година дивоградбите, имаат можност да ги пријават во текот на 2016 од јануар до 31 март. И еве апелирам до сите оние кои заборавиле тоа да го направат, имаат рок уште неколку дена да достават барање до општина Неготино. Досега има доставено околу 180 барања, и да можеме во следниот период да ги легализираме сите дивоградби во општина Неготино, и апелирам до граѓаните на општина Неготино кои немаат доставено елаборат, а има доста такви, да достават елаборат до крајот на 2016 година. Имаат таа можност и прилика да нивните дивоградби се легализират, и со тоа да завршиме со процесот за легализација на дивоградбите за еден краток временски период. Со средства од Министерството за култура неодамна ја реконструиравте Саат кулата. Овој пат со средства одобрени од Бирото за регионален развој ќе ја реконструирате спомен косторницата. Општина Неготино започна со конзервација и реконструкција на Саат кулата. Тоа треба да биде една
голема туристичка атракција, каде што Саат Кулата е објект кој датира повеќе од 2 века, уште од турскиот период, тогаш е изграден, но со конзервацијата и уредување на партерната површина започнавме минатата година, каде што добивме некаде околу 500.000 денари од Министерството за култура, заедно со музеј на град Неготино и повторно аплициравме и сметам дека оваа година ќе започнеме и со реконструкцијата на Саат Кулата, која вкупната финансиска конструкција чини некаде околу 6,5 милиони денари и иста ќе ја заокружиме во догледен временски период и тоа знаменито обележје ќе го направиме во текот на наредната 2017 година, кое, како што планираме, ќе биде посетувано од многу домашни па и странски туристи, но покрај тоа, заедно со Вардарскиот плански регион, каде што започнавме со уредување на парковата површина во спомен костурницата. Тоа е на површина од некаде 4,5 хектари и веќе партерот ќе го уредиме со средства од Вардарскиот регион некаде околу 1 милион денари, но општина Неготино и со своји средства ќе изгради неколку игралишта и детски игрални, каде што таа една голема паркова површина ќе биде едно пригодно катче, каде што лица од сите категории ќе имаат можност да се забавуваат во тој простор кој мислам дека неколку децении е заборавен од граѓаните, односно од сите жители од град Неготино и цела општина Неготино. Господине Апостолов, спортот е најзначајната споредна работа, нели, секаде, па така и кај нас. Како стои општина Неготино на спортски план, околу терените, нови терени изградба се планираат или веќе имаме изградени? Во град Неготино веќе се изградија неколку училишни спортски сали, се изгради едно фудбалско игралиште, под спортско-рекреативниот центар Младост се изградија неколку тениски терени. Во следниот период треба да се изгради уште едно тениско игралиште во населбата Саат Кула, веќе е изградено едно повеќе наменско игралиште во населбата Саат Кула, но сметам дека ние како општина секогаш ќе им помагаме на сите спортски екипи, покрај нели оној рекреативен спорт. Ние најмногу сме концентрирани на фудбалскиот клуб Вардар. Морам да признам, тоа е една голема слабост за мене, бидејќи сакам и покрај тоа што пружија мощни солидни резултати до сега, значи во есенскиот дел и почетокот на пролетната сезона Вардар нема ни еден загубен бод во третата лига, така че продолжи и до крајот, колку што гледам како се одвиваат работите. Ние секогаш ќе бидеме солидна поддршка на фудбалскиот клуб Вардар и се надевам дека во текот на наредната сезона ќе се надпреваруваме во втората фудбалска лига, еден доста значаен ранг, еден ранг погоре, но не ги запоставуваме и останатите спортови, ракометот, кошарката, борењето, карате спортот, кикбокс и останати, шахот, каде што веќе знаеме дека Неготино даде многу таленти, веќе го имаме и велемајсторот Трајко Недев, кој работи со младите категории и веќе произведува врвни шахисти уште во тие пионерски и младински школи, и општина Неготино секогаш ќе стои во рамките нормално на своите можности, ќе го дава максимумот за сите спортски екипи и за тој рекреативен спорт. Господине Апостолов, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и бевте наши гости. Се надевам дека бевме интересни и за нашите гледачи. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието во оваа информативна емисија. Гостин беше господинот Ванчо Апостолов, градоначалник на општина Неготино. Овдека се одјавуваме со поздрав. Останете и понатаму на програмата на регионалната К1 телевизија. Гледајте ни во реприза. За 7 дена од ова студио најавувам нов гостин.